Денес вела дека е многу полесно да контактираш некого на социјалните мрежи, било тоа дали е Facebook, дали е Twitter, дали е Instagram, отколку да се видиш со некого или да му се јавиш на телефон. Со нас го имаме Дарко Булдиовски, кој што е стручен познавач, можеме да кажеме, на новите медиуми, на социјалните мрежи, на маркетинг, поготово и во тој дел. Дарко, овде си затоа што изминатиот месец имавме еден голем скандал, скандалот Кембридж Аналитика, односно крадењето на лични податоци од социјалната мрежа Facebook, кое што ги натера луѓето на некој начин да се подзамислат дали правилно го користат или не Facebook. Крадење е погрешно употребен термин, затоа што тие корисници свесно со своја согласност ги дале податоците на одредена апликација, односно и да речеме квиз. Тие податоци потоа неправилно, односно против правилата на користење, биле дадени на употреба на друга фирма. Така да крадење официјално некакво пробивање, не се случило, туку овој дел е комплексниот тука што е замрсува приказката. Добро, чисто да те коригирам. Да, тука почнавме со она правилно. Има ли правилен начин на користење на социјална мрежа? Па нема правилен, значи секој како што сака да си ја користи и тоа е правилно. Ако има да речеме некаква маса која што на еден начин го употребуваше на времето Твитерот, без разлика што основачите него го замислија комплетно различно, тогаш што е правилниот начин? Едноставно тие сервиси се добиваат различни значења, различни употребни вредности за различни луѓе во различен период константно. И тоа се менува. Ако Фејсбукот за нас бил еден тип на алатка за една тип на употреба пред 4 или 5 години, денеска е нешто комплетно различно. Ако тогаш сме објавувале многу повеќе фотографии и видеа од нашиот личен живот, денеска веќе многу помалку тоа го правиме и по-ограничено, да речеме, споделуваме некакви приватни работи, затоа што искуството и историјата не подучува како да го менуваме употребата на било која алатка. Така да не постои правилно. Постои, да речеме, на некој начин свесно, полусвесно, несвесно за некој од нашите постапки. Да, меѓутоа тоа веројатно зависи од старосните граници на луѓето. Facebook го користат и многу помладите и многу постарите. Често луѓето знаат да кликаат на некакви апликации кои што се директни од Facebook, од типот на како би изгледал, не знам, кога би бил девојче или што те чека во 2050 година. Зошто како тоа влијае, бидејќи таму пред да ги отвориме тие апликации, често има дека социјалната мрежа сака да дојде до твојата листа на пријатели, до твојот јавен профил, до твоите фотографии. Може да зборуваме за заштитени податоци во тој? Да, може да зборуваме затоа што се си има своја цена. Значи, така грубо кажано, цената на тоа што ние плаќаме за да го користиме тој сервис толку многу податен и толку многу употреблив, било кој дали да е Facebook или било кој друг, всушност се нашите податоци. Значи, ние плаќаме со нашите податоци, ние плаќаме со нашите активности што ги правиме таму, затоа што секоја една наша активност остава некаков тип на дигитална трага во позадина, која што се обработува понатаму и како целина во некакви различни купчиња од податоци им се продава директно или индиректно на оние кои што имаат интерес од тоа. Во голема мера тоа се компаниите за да ни продаваат одредени услуги или производи и секако политичката комуникација за да гласаме или не гласаме или се заложуваме или не се заложуваме за одредени општествени проблеми или теми. Дали баш тие дигитални траги се оние кои што помагаат на алгоритмите или не знам што се машините кои што можат да предвидат што еден човек сака да јаде, што еден човек сака да слуша музика, како филм да гледа? Да, апсолутно. Како знаат баш тие социјални мрежи кој човек што сака? Значи, станува збор за обработка на големи податоци или на англиски big data. Сега тоа е као некаков веќе последните неколку години интересен често употребуван термин. Тоа значи дека јас ако направам одреден тип на активности и оставам некаков сигнал дека јас ја сакам оваа песна или овој филм сум го гледал или таа книга сум ја прочитал или сум лајкнал некој статус на некој видео од некој мој пријател, всушност пуштам сигнал во едно брдо на сигнали кои што после тоа се бараат заеднички
именители. Значи во целата таа база на податоци всушност овие сервиси прават анализи и се обидуваат да најдат некакви патерни, односно повторени движења. Така да, ако јас имам 3 точки заеднички кои се преклопуваат со, да речеме, други 1000 корисници, тогаш четвртата точка кај нив што се појавува, всушност Facebook ќе претпостави дека е заедничка и за мене. И ќе го претпостави тоа, ќе ми прикаже содржина таква. Јас ако изреагирам на таа содржина, значи дека они погодиле. И тоа го земаат како аха, добро, јас се интересирам и за оваа на четврта точка затоа што овие 3 се поклопиле за некои други. Така да, тоа е принципот по кој што се прават овие заклучоци, односно се развива целата таа, да речеме, вештачка интелигенција, ако можеме така да наречеме, затоа што за еден човек со ограничен број на капацитети кои што може да обработи одредени податоци, тоа се све невидливи работи. Добро, меѓутоа тоа се сепак голема база на податоци. Апсолутно, да. Дали тие податоци се заштитени? Ако сега била, не знам, Кембридж аналитика, утре може да биде Дарко аналитика или Владко. Значи, вага се, тие податоци се таму за да се обработуваат и за да се донесуваат одредени заклучоци или сознанија за нашите активности. Секој божи ден, врз основа на тие податоци, голем број на компании ни презентираат нивни комуникации на нас. Значи, дали се тоа реклами, дали се тоа содржина од еден или друг тип. Facebook го ја одредува содржината што ни се прикажува на нашата насловна страница, односно домашна страница, врз основа на тие податоци. Скандалот и приказката зашто се дигна толку високо, затоа што овде беа, нели, во оваа ситуација податоците биле против свеста, односно согласноста на самите корисници искористени од страна на трета компанија и приказната стана голема затоа што е лесна целна мета Кембридж аналитика, затоа што со помош на тие обработката, со помош на обработка на тие податоци всушност го донеле Трамп на власт. Што тоа можно ли? Не е дека можно ли ако се знае дека до како река од Facebook, до 80 милиони луѓе може да бидат предмет на таа Кембридж аналитика. Можно ли е сега вака, значи има два фактори тука што се многу битни и многу често се занемаруваат. Значи тие податоци освен што ги собирали, освен што таа Кембридж аналитика дошла до податоците на нашите активности или тие 80 милиони активности на Facebook, всушност со цел кога делот нив ги оставиле податоците, тие основните 270.000 луѓе, всушност одговарале на тест за личност, значи каков тип на личност е ти. Што се психоаналитички текстови кои што всушност кога се совпаднат со овие другите податоци даваат некакви други резултати. Што значи дека потребно е да се направи многу посеопфатно истражување за да може да се дознае врз основа на тие дигитални траги што ги оставаме, како тие ќе не профилираат нас, ќе ги профилираат нашите политички или друг тип на општествени афинитети. И каков тип на пораки ние сакаме или реагираме на нив. Значи не е доволно само да видиш ти што сум лајкал исклучиво само тоа. Доволно битно е да имаш други податоци, да се направи таа корелација и после тоа е достапно да само врз основа на 10, 20, 30 од моите активности ти претпоставиш дека јас имам еди си каков афинитет за одредена општествена тема. Така да не е доволно само ти да ги имаш моите Facebook податоци како почетна точка, доволно потребно и некои други работи. Тоа се случило во оваа ситуација. Конфликтот и недоразбирањето тука настанува во ситуација кога ние мислиме дека сега нели тоа е нешто ново, нешто што никој не го правил претходно, нешто што против нашето знаење се прави, што е исто така комплетно погрешно. Секој божи ден огромен број на компании и сервиси го прават тоа и ни се сервираат информации врз основа на тие параметри. Тоа значи дека независно дали сте во Македонија, дали сте во Бангладеш, дали во Америка, Facebook, Instagram, Twitter, било која социјална мрежа, таа има пристап Google да не го забораваме. Google, да, најголемиот од нив. Тоа значи дека сите тие имаат пристап до нашите преференции и тоа фрла сомнеш дека тие може да влијаат на еден политички исход. Значи не е сомнеш затоа што едноставно ако вие утре решите да огласувате ваша услуга или производ на Facebook, на Twitter, преку сервисите на Google, вас ќе ви даде опција таа алатка да профилирате со какви интереси луѓе сакате вие да таргетирате, односно на кого сакате да му ја прикажете вашата реклама. И ќе ви кажете љубители на спорт, љубители на овој фудбалски клуб, луѓе кои што биле на оваа локација, луѓе кои што живеат тука, луѓе кои што сакаат овој филм, кои што не го сакаат оној филм. Сите се тие работи кои што ние ги оставаме како дигитална трага
на Facebook, на Twitter, на Google, каде и да е. Му кажуваме кои се нашите интереси. За да утре кој било со 5, 2, 3, 10, 200, 200.000 долари може всушност да направи нормално анонимизирана целна група кон која што ќе ја испрати својата порака. Ефектот е значително поголем кога знаеме ние на кого му се обраќаме и кога знаеме дека точно тие луѓе имаат потреба од нашите производи. Сега, тука немаме проблем никаков до сега етички, имаме проблем кога тоа се злоупотребува за политичка комуникација, иако повторно злоупотребува е повторно термин кој што медиумите го наметнуваат во целата ситуација. Затоа што ако јас сум дал согласност Facebook да ги користи моите податоци и обработува моите податоци за одредена намена, тогаш никој не го злоупотребува тоа. Јас сум се согласил лично дека тоа. Ама можеме да заклучиме дека многу од луѓето се согласуваат без да знаат што всушност. Апсолутно така, да. Многу малце луѓето ги читаат оние правила пред да се регистрираат на било каква мрежа. Да, да. Со тоа што големите сервиси, како што сега Facebook нели го правил и го прави, и сите други, и Twitter и Google така натаму, нели се континуирано под ударот на јавноста, па мора да ги упростуваат тие работи, мора да комуницираат отворено, мора да даваат согласност и мора да внимаваат да не им се случи она што им се случило таа 2014 година кога дозволиле трети лица од надвор да имаат предлабок пристап во нивната база на податоци. Тоа 2016 е брзо решено и со години веќе назад немаат таков отворен пристап девелоперите, односно другите апликации во податоците на Facebook, но едноставно одговорноста кај нив е значително поголема, затоа што имаат не само шанса да ги обработуваат нашите податоци, да им ги дадат нашите податоци на трети лица, компании и тие да прават не знаеме што. Заштитени ли сме во момент кога седеме, не знам, на кафе меѓу пријатели, каде и да сме, кога телефонот ни е на маса оставен? Конспиративно, значи вака, ние испраќаме сигнал. Испраќаме сигнал дека сме јас и ти заедно еден до друг сега. Значи локацијата моја и локацијата на твојот телефон е тука, Facebook ќе знае или Google ќе знае дека јас и ти сме седеле 30 минути еден до друг. И утре ако јас и ти не сме пријатели на Facebook, во препорачени пријатели, во предложени пријатели може да ме препорача тебе. Затоа што гледа дека сме споделени нешто заеднички. Затоа што сме биле тука. Значи сите тие сигнали што делумно свесно, делумно несвесно ги ставаме влијаат на нашите активности. Има конспиративни теории кои што велат дека дури и не слушаат и кога не се исклучени телефоните преку микрофоните за да знаат што прави мојот, па ни сервираат податоци врз основа на тоа и така на тоа. Меѓутоа таа се уште не до таа мера потврдени работи. Но дека секој еден сигнал што го правиме, секој едно движење, секоја активност што ја правиме на телефонот, нели влијае, апсолутно да. Да, за крај само би те прашал што е со фейк ньюс или бидејќи Македонија, Велес, знаеме како е во медиумите, Трампов Велес. Да. Што е со фейк ньюс? Како тие можат на социјалните мрежи на некој начин да се филтрираат? Се реактуализираше таа тема повторно затоа што Марк Цукерберг во неговото интервју по повод овој скандал со податоците всушност ја спомна Македонија во функција на тоа дека да, еве ние континуирано се залагаме да го подобриме нашиот сервис и меѓу другото работиме на таа многу битна тема заштита од лажни вести. Преземаат еден куп чекори, денеска имаше некоја објава дека ќе додадат нова функционалност во која што ќе Facebook ќе ви каже кој од вашите пријатели споделува лажни вести. Борбата е, да речеме, актуелна во моментот. Македонија не толку многу, затоа што, да речеме, на некој начин тој проблем го сузбија. Беше лесен да се детектира, па ги казнија тие наши велешани многу сурово. И ги казнија и тие што требаше, и тие што не требаше во целиот тој процес. Но тоа е цената. Актуелна тема е, тешка е да се обработува, да се влијае во нејзе. Големите сервиси се под голем притисок да постапуваат во тој поглед, некако да не заштитат нас. Меѓутоа, исклучително е важно да бидеме свесни дека секој од нас, без разлика колку е едуциран или колку е свесен за одредени ситуации, во некој сегмент може да биде жртва на така наречени лажни вести, затоа што во некоја ситуација толку брзо реагираме, толку многу се надеваме дека нешто е вистинито или толку вистинито звучи да може лесно да го споделиме без да провериме извори, без да видиме од каде доаѓа, дали е потврдена веста или не е потврдена веста. Некогаш за тотално наивни теми, но она што е многу побитно, онаму каде што треба да несеме сериозна општествена одлука, тоа е дека имаме сериозна злоупотреба на тие начини на комуникација од страна на, да речеме, разноразни политички или бизнис интереси со цел да се нешто повлече лево или десно.
Дарко, јас ти благодарам што беше гостин во Студио 1. Ви благодарам за поканата. Така, ние продолжуваме и понатаму. Моите колеги имаат подготвено и други блокови.